Анемијата е состојба која се развива кога телото има намален број на црвени крвни клетки или хемоглобин. Хемоглобинот е главен дел на црвените крвни клетки, го врзува кислородот и учествува во транспортот на кислородот до сите органи во човечкиот организам. Анемијата е доста честа болест која се јавува кај сите старосни групи и е причина за други болести. Што предизвикува слабокрвност? Анемијата може да биде предизвикана како резултат на загуба на крв, намалување на продукцијата на црвени крвни клетки и деструкција, односно распаѓање на црвените крвни клетки. Анемијата предизвикана од загуба на крв се развива бавно во текот на подолг временски период и може долго време да остане неоткриена. Загубата на крв обично се должи на некои гастроинтестинални заболувања како чиреви, хемороиди, гастритис, канцер, обилни менструации кај млади девојчиња во текот на пубертетот и жени во постменопаузата и при породување. Кај анемијата предизвикана со намалена продукција на крвни клетки, телото произведува малку црвени крвни клетки или пак црвените крвни клетки не функционираат правилно. Оваа група спаѓаат железо, дефициентната анемија, која е најмногу застапена во популацијата и е резултат на недостаток на железо во телото, кој е неопходно за создавање на хемоглобин. Нејзината појава е карактеристична кон крајот на зимата и рана пролет, после подолг период кога во исхраната не достигаат свежо овошје и зеленчук богати со железо. Како да се препознае анемијата? Најчести заеднички симптоми за сите типови се лесно заморување и губиток на енергија, отежнато дишење. Исто така, срцето забрзано работи со цел да се зголеми протокот на крв низ органите и да се надокнади недостатокот на кислород. Се јавуваат и главоболка, нарушена концентрација, вртоглавици, бледа кожа, грчеви во нозете, поспаност, намален апетит. Недостатокот на железо се надокнадува со примена на препарати кои содржат железо. Препаратите на железо најдобре да се земат пред оброк со цел подобро да се апсорбираат. Важно е да се напомене дека овие препарати треба да се земат со голема предпазливост, бидејќи прекомерното внесување може да биде придружено со некои несакани ефекти како повраќање, диареја, главоболка, разразливост, болести на срцето и во овие ситуации земањето на железо за време на оброк може да придонесе до облажување на овие несакани ефекти. Правилно испланирана и комбинирана исхрана е значајна особено кај лицата кои губат крв на било кој начин. Во исхраната треба да доминираат црвено месо, особено говедско месо, спањак, брокули, цвекло, граф, грашок, јаткасти плодови, суво овошје, риба, морски плодови, јајца, сирење и пченица. Исто така, со исхраната треба да се внесува и доволна количина витамин С, која поттикнува апсорбцијата на железо. Па затоа е добро со секој оброк да се испие чаша цеден сок од портокал, лимон и да се јаде што повеќе свежо овошје и зеленчук.